МИТ универзитетот денес почнува нормално да работи. Сите студенти се на своите работни задачи, односно во своите училници, во своите предавални, во своите амфитеатри, заедно со професорите, заедно со асистентите. Тековното работење од денес го зазема нормалниот тек, а застојот кој што беше вчера со упадот на полицијата, односно со барањето на одредена документација во врска со работењето на МИТ универзитет, е завршен процес. Тоа заврши некаде околу 9-10 часот навечер. Рано наутро, мислам дека акцијата им беше почната во 7:30 саатот, сите објекти на МИТ универзитет, односно сите кампуси, тоа е кампусот овде во кој што сме присутни денеска, Сити Галери, кампусот во аеродром на булевар Трета македонска бригада, другиот кампус на Перонаков, мислам, или не знам како се викаше улицата, исто спроти факултетот во аеродром, и тој беше кај што е седиштето на ректорот. Полицијата влезе во мојот дом, полицијата влезе во домот на моите родители, полицијата влезе во еколошкиот кампус во Македонски Брод, во близината на село Локвица. Причината зошто се дојдени и како по кој налог и по која заради што бара и како бара, се уште не ни е позната. Тоа се од неофицијални работи, односно документацијата која што ја бара, почнуваме да го склопуваме мозаикот на нештата. Знам дека во мојот стан бара пари. Беа претресени буквално сите фиоки, сите кутии во кои што ги чувам и чевлите, сите гардероби, сите ташни, сите джебови од мојата гардероба, меѓутоа, за жал, не најдоа ништо. Односно, секој нормален човек во ова време пари чува на книшка, односно на трансакцијска сметка, како што сите знаеме. Од мојот дом беа однесени одредени списоци, односно неформална документација во која што секој менаџер го надгледува работењето, уписот, бројот на кандидати, запишани, незапишани, односно списоци кои што требаше да бидат идни студенти на МИТ, испратени од луѓе кои што сакаат да носат студенти за упис на МИТ по одредени факултети од Турција. Во домот на моите родители не е пронајдено ништо. Најден е некој сертификат и одземен, значи јас дали смеам да кажувам ова во предистражна постапка, но би сакала да го кажам, затоа што и во предистражната постапка се дрзнаа одредени луѓе кои беа во мојот дом, одредени луѓе кои што беа тука од Министерството за внатрешни работи, без координација со обвинителството. Сметам дека обвинителството и самото можеби е зачудено како се излезени тие информации, кога уште доказите за сите действија кои што, односно за одземените материјали, не беа однесени во обвинителството. Но за тоа сметам дека обвинителството ќе си покрене
постапка, односно ќе си види кој од присутните од Министерството за внатрешни работи ги дал тие информации на медиумите, како што беа Курир, како што беа Прес 24 и како што беше Сител. Дел од тие информации, ви реков, за предметите кои што беа одземени се точни, дел се исфилувани, каков пообичај на филување на многу работи на овие медиуми. Но тоа е нивната одговорност, тоа е нивната желба, тоа е нивниот карактер. Ако имате некое прашање. Значи, во налогот за мене, кој што јас лично кон мене го имав налогот, беше за злоупотреба на службена должност. Јас не знам, јас сум на МИТ универзитет генерален директор, односно преку основачот и собственик на универзитетот. Што злоупотребив, ќе каже обвинителството во понатамошни постапки. А налогот беше злоупотреба на службена должност. Значи, МИТ од 2014 година поднесе барање за акредитација на Факултет за дентална медицина, Факултет за медицински науки, Факултет за, односно висока стручна школа или коледж за медицинска козметологија и физиотерапија. Според Законот за високо образование и според уредбата и нормативите и стандарди со кои што треба да работи Одборот за акредитација, во рок од 60 дена треба да се даде решение, односно да се издаде акт во кој што ќе се каже дали универзитетот, односно единицата која што ја бара акредитацијата, треба да добие позитивно или негативно решение. Сега сме 6 денеска, 2016 година. МИТ универзитет се уште нема добиено решение соодветно на закон. Значи, од 2014 година до 2016 година МИТ универзитет постојано имаше преписки и дописи со Одборот за акредитација и евалуација, кој што би рекла дека се противзаконски, значи реков во рок од 60 дена, а не 2 години. Меѓутоа, ние не сакавме многу да ја дигаме тензијата на повисоко ниво, сметавме дека станува збор за поспецифични науки и дека до крај она што го барат ќе го исполнеме. Се што побара, лабораторија биохемиска, ја направивме. Лабораторија хистолошка, ја направивме. Лабораторија за анатомија, ја направивме. Лабораторија за патологија, ја направивме. За биологија, за медицинска физика, амфитеатар ваков, училници вакви, фантоми од овој тип, микроскопи од друг тип. Знаете ли колку е тоа големи средства? Значи, Одборот за акредитација не наведе на таква финансова дупка, значи да влеземе во такви финансови издатоци, да направиме факултети за претходно споменатите, значи кои што ги спомнев, да бидат од светски ранг. Сета опрема е најстручно оквалификувана. Сета опрема е со ИСО стандарди. За на крајот, да се смилуваат, значи, прво се морам да го кажам моментот дека Одборот за акредитација и евалуација престана со работа 1 месец порано, само за да не се реше по нашето барање.
што е спротивно на законот. Одборот за акредитација и еволуација почна, новиот состав почна 4 месеци со работа покасно, што е спротивно од Законот за високо образование. Одборот за акредитација и евалуација во 2015 во декември отпочна со работа со нова комисија, нов председател, со многу чуден состав. Во Одборот за акредитација нема професор од медицински науки. Во Одборот за акредитација нема професор од стоматолошки науки. Во Одборот за акредитација нема ама ниту еден соодветен кој што може да каже дали еден елаборат, дали наш, дали утре друг, кој ќе се појави за барање за факултети, дека е соодветен и е стручен, кога нема внатре во самиот одбор соодветна комисија. Се прикажува како единствен медицинар председателот на Одборот за акредитација Гораст Росоклија. Дали во некоја нормална држава, тргнувајќи од било каде што има одбори за акредитација, таа функција не ја врше редовен професор со звање, затоа што станува таму за акредитација и на докторски студии. Во Законот за високо образование убаво е напишено дека членови на Одборот за акредитација може да бидат само професори, односно академски кадар кој што може да бидат ментори на докторски студии. Се извинувам, ама Гораст Росоклија, можете да проверите и во Колумбија Юниверзити од каде што доаѓа, е асистент професор, PhD, не е доктор, професор доктор. Тој може да е кандидат кај нас во Академијата за науки за некои заслуги во одредени области кои што ги истражува и така натака. Меѓутоа, не е ниту вореден, ниту редовен професор, ниту во Америка, ниту во Македонија. И тој дојде да биде екзекуторот на МИТ универзитет или на другите универзитети.